Околу 60 пациенти од повредените од пожарот во Кочанската дискотека денеска беа на физикална терапија во Кочанската општа болница. Тим од лекари, специјализанти, 6 физиотерапевти вршат евалуација на повредените од самиот пожар. Се утврдува за секој пациент поединечно во која насока треба да се движи нивната рехабилитација. Лекарите од Кочанската и Штипска болница претходно ги завршија обуките за соодветна грижа на повредените. Дополнително над 70 пациенти секојдневно одат на преврски во дневната амбуланта во Кочанската болница. Реквизитите кои што се потребни, дел се набавени, дел претходно ги имавме ние, дел се набавени и уште еден дел очекуваме во текот на ова недела да пристигне. Затоа што станува збор во моментот 40 пациенти кои што одат на физикална медицина. Физикалната терапија се одвива в 3 места, оделот за физикална медицина, на оделот за хирургија има направено просторија за физикалците и на оделот неврологија имаме исто направено соба за да може отидечињата се под саат. На околу 1 час им треба за пасивните масажи во моментот што се прават. Делот за преврски се одвива на оделот за хирургија, работат 2 хирурзи и 4 инструментарки и дополнително доаѓаат екипи од клиника за пластична хирургија. Условите во Кочанската болница се такви какви што се, вели директорката, но децидна дека работата се врши како што треба и се забележуваат успеси. Во моментот најголема потреба Кочанската болница има од кадар, пред се од медицински сестри. Што се однесува до условите се болницата е од 85 година отворена, меѓутоа сметам дека физикалците и физиотерапевтите си ја вршат работата затоа што се реално има успеси. Се надевам дека ќе видите и некои од децата кои што се моментално тука во болницата, па ќе си го кажат своето искуство. Најмногу што сега во моментот ни треба на нас е персонал. Отинели ме прашавте за бројот на пациентите, реално имаме многу медицински сестри кои што заминаа во пензија. Имаме ние доктори, во моментот ни требаат повеќе медицински сестри за да може реално се изморени. Значи од таа гледна точка. Инаку реално условите се тие, сигурно ќе снимете, ќе видите, за да не збориме нешто, вака ќе го имате со слика. Значи они се тука. Значи тука се остануваат и после работно време, во зависност на пациентите кога им треба, така да едноставно ни треба кадар кој што ќе ни помогне во овој период дека трае рехабилитацијата. Рехабилитацијата не е нешто што ќе се заврши за 10 дена. Таа ќе продолжи понатаму. Во моментот во Кочанската болница има и психолози, психијатри кои работат со повредените од пожарот во дискотеката, но и со нивните семејства. Но како што посочи Серафимовска, потребно е поголема заинтересираност од страна на пациентите, бидејќи се забележува дека ова се уште е табу тема.